На повеќе локации во градот земјоделските производители и препродавачи продаваат на јавно прометни површини на импровизирани тезги или пак во товарни моторни возила, но има и граѓани кои што за таква намена користат приватен имот, иако има слободни тезги на зелениот и на реонскиот пазар во Куманово. Надлежните секоја година, особено во летните месеци, се обидуваат да ги отстранат нелегалните тезги, но се уште не може да изнадат трајно решение на проблемот кој се провлекува години наназад. За успешно справување со нелегалните продавачи на земјоделски производи неопходна е заедничка акција на сите надлежни институции, потенцираше неодамна градоначалникот Максим Димитриевски. Но од друга страна пак треба да се сменат и навиките на граѓаните кои што многу пати купуваат прехранбени производи и овошје токму од нелегалните продажни места, посочува Димитриевски. Моето прашање се упатува кон представникот на СВР, а се однесува на загриженоста на граѓаните од населба Карпош и од другите населби кои секојдневно се движат со своите возила преку клучката кај бензинска пумпа Сателит. Имено во повеќе наврати, односно секојдневно на 24 часовно на самата раскрсница и во непосредна близина на клучката се паркираат товарни моторни возила од кои се врши продажба на земјоделски производи. При купување на возилата и граѓаните застануваат на коловозот и одвивањето на сообраќајот и се зголемува ризикот на сообраќајни незгоди. Поради тоа, ве молам да информирате дали се планираат преземање на мерки и ако може да и колку прекршоци и санкции се преземени против возачите и собствениците на ваквите товарни моторни возила. Тие ги паркираат возилата вон патеките за движење на моторни возила, се преземаат мерки доколку се во движење за површини кои што се надвор од патот, ќе треба соработка и со други служби кои што треба да излеземе на лице место за да ги отстраниме. Конкретен податок колку имаме преземено мерки немам во моментов, но ќе бидете писмено известени за таквата работа. И секогаш во минатото имавме проблем да искоординираме меѓу институциите кои што треба да бидат вклучени во една ваква заедничка акција. А тоа се Општина Куманово преку комунална инспекција, СВР Куманово, Државен пазарен инспекторат преку Министерство за економија и дополнително Агенција за одземен имот на државата и Агенција за храна и ветерина. И видите сега, толку е комплициран случајот, да, вие кога ќе одите на лице место, ќе организирате заедничка акција од моментот од како од страна на пазарниот инспекторат, а нека ме коригира инспекторатот нашиот тука, дека може би правам некој пропуст, ќе се издаде решение за одземање на стоката, доколку е прехранбена најчесто стока. Агенцијата за одземен имот треба во истиот момент, согласно законот, да направи техничка исправност на храната со анализа, за која што анализа се плаќа повеќе средства од колку што самата стока која што се одзема вреди по секој артикал поединечно. И тоа е невозможна мисија. И во тој случај, како сето тоа ќе се заврши, на крајот ако е исправна таа стока, се дава со одлука на управен одбор од страна на Агенцијата за одземен имот на некоја јавна институција која користи храна, како што се детски градинки, старечки домови и така натаму. Сведоци сме секојдневно дека покрај градскиот пазар, кој што единствен по закон дава таква услуга, или пак регистриран на продавница за продажба на прехранбени продукти и овошје, ние покрај градскиот пазар во моментов имаме 2 или 3 локации на диво, лоцирани најголем дел на приватно, но добар дел и на јавна прометна површина, кои што кога нашите инспектори одат на лице место со полиција, во истиот момент тоа се дислоцира и влегува на приватен посет и вие веќе како општинска инспекција немате никаква надлежност, потребен ви е пазарниот инспектор,
Кога ќе се јавите на пазарниот инспектор, ви вели, а извинете, јас сум на друга работна задача и не можам да ви овозможам асистенција и така натаму, секој на секого се вади, ние резултат конкретен немаме. И затоа усогласивме на ниво на раководители на овие агенции, значи една заедничка акција која што ја најавуваме, но не кажуваме кога ќе се реализира и мислам дека многу успешно во еден ден ќе ставиме крај барем на половина од овие диви продавачи со акцент на локации како што е, значи, локацијата спроти сателит која што е нам поменавте и локацијата спроти градскиот пазар на Трета Македонска, дополнително трета локација ви е, значи, кај стариот градски парк и четвртата локација ви е кај населба Средорек, петата локација ви е кај паркот Соколана. Тие се вообичаено најкритичните точки кои што за жал луѓе кои што работат промет на црно го работат тоа и едноставно не се ни свесни дека предизвикуваат општа опасност. Но да тргнеме и од нас самите, од граѓаните, првенствено од нас самите, дека многу пати сите ние застануваме на тие локации и купуваме стоки без никаква фискална сметка на само место, бидејќи сите ние сме навикнати да запрам со колата, да излезам од колата, да ја оставам тука, по можност не само да купам и да испијам кафе, да се вратам во кола и да си заменам. Тоа се некои навики кои што треба да ги елиминираме сите.